Жаре сепак добро, ние што си направивме план Б, да ни дојдат, уствари не сепак, бе, и бољи да ти кажам. Мене ми е бољи, што уствари, мој другар е уствари рандом гостин, така да Гордан, фала многу што дое. Драго ми е. Здраво, Гордан. Знаеш што ни е поентата? Знам. Креваме свесност, машко здравје и мислам дека добра отварачка дискусија е што е здрав маж. Што е здрав маж? Да. Приближи се и пукај. Па здрав маж, кога ќе почнеш да размислуваш на таа тема, само фати го и вак. ајде. Кога ќе почнеш да размислуваш на таа тема, прво ти иде да го одговориш медицински што е здрав маж. Значи, да нема болести, да му се здрави параметрите, Баш како така. што медицината го тоа дефинира. Но, ние не сме медицински експерти. Се јас, кога сам за себе си размислам околу здравјето и тоа, повеќе го гледам не спрема внатре, во телото твое, туку спрема надвор. Како ти Како ти проектираш... действуваш во твојата околина. Или да кажеме здрав маж е способен маж. Способен да ги прави работите кои што треба во околина. Кои работи? Физички, Да, дефинитивно. фамилиарни, столб? Така. Значи, Во тој аспект. може да ги разгледаме тие работи. Ама поентата ми беше дека може да го гледаме према внатре, према твоето тело и ти као целина, ама мене ми е по-природно да го гледам према надвор, према твојата околина. Значи, тоа ми беше првата поента. Здрав маж е маж кој што е способен да действува квалитетно и правилно тоа што треба. Сега да видиме сега што треба? што би било тоа што треба, да. Делата што треба да ги направиш Делата да го што треба. препознаеш. Кога размислуваш на оваа тема, тргаш од своји лични искуства да донесуваш заклучоци или сакаш да прераскажеш теории кон кои што ти се стремиш да функционираш? Стално И двете. за све, не, стално за све од мои лични длабоки размислувања тргам. Не би имал што да прераскажам некоја теорија да се фатам. Убаво би било да може да цитирам сега некоја мејнстрим теорија околу тоа, ама не, ова си е мој размислување. Значи, ајде, да одиме што е тоа што еден здрав маж би требало да го прави во својата Ама пред да одиш, Ајде. очигледно ќе сам себе си имаш зададено критериуми некои Да, за кои што ти сметаш дека те прават здрав во контекстот кој што ти кажа, да. во действувањето надвор кон околината. Да. Од каде ти се критериумите дојдени за да се тераш дека треба да си доследен на нив? Па, убаво кажа, сигурно дека ти доаѓаат од целиот твој живот, искуството што го имаш и окей, гледајќи некои други кои што ти представуваат на тебе пример, мада пред се е првово. Во твојот живот, секој си трга сам од себе. Јас можам да зборам за во мојот живот, за во мојата средина, во кои дадени моменти се осеќам доволно здрав и способен да го правам тоа што се бара од мене. Значи, првото, под А. Под А. Да. Мада, како и за све, особено за ваква биолошка тема, не би ставал у никој случај тврди критериуми. Аха. Така. И мислам тоа е една од поентите на овој месец на здравје да те стави малце у баланс, да размислиш околу тоа колку можеш да буткаш, колку можеш ти да ги ловиш тие критериуми, било какви што си ги задал, спортски, фамилиарни, интелектуални, какви да е, а у кој момент треба да направиш пауза и да одмориш, за да можеш утре па да продолжиш да буткаш. Можеш да даеш некои примери за тие критериуми? Па може да ги разгледуваме како, човек што действува во својата околина, действува професионално, действува фамилиарно, действува индивидуално, спортски. Може да ги разгледаме сите тие работи. Што би бил... Кои се некои, кажам, мажи преку примери? Кои се, например, твоите примери? Кои мажи ги гледаш ти за пример за здрав маж?
Не мора конкретно име, нели сега овој оној, ама каже има примери на здрави мажи. Пример? Историски, кога ти го постави прашањево на историски личности, ти отиде прво главата или на нешто поконкретно? Не, Некој идол, пратиш некој нешто? не. Или нема име лик човекот, него се вредностите и начинот на кој действува истиот? Да. Знаеш, би го прескочила прашање дека немам такви конкретни ликови кои што ми представуват некој пример или стремеж. Да, 100% гледаш филм, ќе се инспирираш, читаш некоја случка од историјата, ќе се инспирираш, ќе кажеш да. Ама не ми останало нешто така. Тоа ти останало длабоко и сум го абстрахирал и повеќе тие критериуми ги гледам како... Зимаш повеќе од различни страни, си ги оформуваш од тебе. И ако треба да сумираш некаква си дефиниција за себе си, што е здрав маж? Ај што ќе те ставам сега на место да пробаш да дефинираш, колку и да е тоа тешко, ама колку, ако си искрен со себе, сметаш дека ја исполнуваш истата. Значи, пробај прво да дефинираш за тебе лично што е здрав маж и како ти се гледаш во таа дефиниција. Сум задоволен од себе. Скромен одговор. Без лажни скромности. Добро, што си задоволен тогаш? Што е тоа што задоволуваш? Не, окей, се шалам. Да пробаме да дефинираме. Ајде, да пробаме малце да не е све абстрактно да дефинираме. Сакам да ги делам работите на три, секојаш. Ајде. И се во овој контекст ги делам на физички, Добро, духовни одлично. и повеќе ко интелектуални способности на Така. рационално снаоѓање и размислување. Значи правам дистинкција меѓу тие Физички здрав, психички здрав и Духовен. духовно да, сега здрав. не можам подобар збор да сетам Јако осим е. духовно, мада духовно одма асоцира на Спиритуално. спиритуално и Ама ако бе, не ама знам и на тоа што офаќа мислиш. делото, да. Сега, Значи здрав дух, да си по дефолт расположен, да не конвергираш кон депресија, да имаш некаква ментална отпорност према сите ѓубриња што секој ден ти се сервираат, така? по дефолт да си расположен. Па по Тен ми дефолт да се си свиѓа бар тоа е. над Да. минимума, да. Како мислиш дека се стекнува тоа? Некој е среќен роден со таа карактеристика и едноставно не се замара, блазе си му. Јас се замарам и јас морам посвесно да ставам лимит. Ти лично мислиш така? Дефинитивно, мене тоа ми дошло со искуството, имам 100 години и сум сватил кој... Секако. 105-6 секунди, да. И сега више знам кои работи вреди да се замараш, а кои работи ти ќе се замараш и па ништо нема да смениш, или ќе смениш многу малку, или нема ти вреди инвестицијата дека срцето ти тропало, не си спиел преку ноќ за некоја работа што во крајна линија многу малце зависи од тебе. На тој начин се стекнува некаква си смиреност за да ги перцепираш работите по лесно и да можеш да туркаш понатака. Ама сега за тоа што се знаеме ја и ти, јас Е. знам дека ти си прилично инвестиран и во другиве два сегменти. Ето така. Посветуваш многу внимание и труд и во физичко делување Да. и интелектуално, ментално. И сега ме тера да те потпрашам дали се согласуваш како да се интегрирани трите. Првото што го кажа, дефолт расположение, како да ќе зависи и од оптималноста на Постоа. физичкото. Да, јас вештачки ги поделив на 3. Ќе ги подели на 17, така. Тоа е некоја условна поделба. И секако дека тоа е една целина. И секако дека трите си влијат една на друга. Ако, нели, здраво тело, здрав дух, ако си физички даун, ако нешто ти фали, ако те мучи зглобот, ќе бидеш пораздразлив. Нема да уживаш во
зезање со керкати во Да. така. И обратно. Ако си нерасположен, нема да се прави тренингот квалитетно. Нормално е дека сето тоа е една целина и дека тие три работи си влијаат една на друга. Да го искористиме тој излитен збор баланс, што се користи на Популарен. сегде и секаде, да, ама тоа е тоа. Добар сооднос меѓу сите компоненти. Ако го замислиме тоа како еден пат на кој што ти се наоѓаш низ животот, кон стремење на исполнување на некои си критериуми за што представува здрав маж, кај сметаш дека се наоѓаш на патот? Да ти кажам, сметам дека имам некој зацртан пат, но тој пат треба периодично да си го преобмислуваш, предизајнираш за наредниот рок. Јас може кога сум имал 19 години, сум мислел дека ќе станам првак во Нешто. така на така. После сум го предизајнирал тој план да сега моментално сакам да сум целокупен маж, у смисла да се грижам за моето семејство и за околината колку што можам да допринесувам, да се грижам и за себе си, за моето здравје, за така да. Што ти беше прашањето на тие критериуми кај мислам дека се наоѓам. Мислам дека задоволам колку што можам и се трудам секој пат повеќе, но другата страна на приказнава сум свесен дека треба и да од време на време намалиш, да паузираш, да видиш, да не сум претерал со буткање во било кој од овие работи и да се одмориш. Да не изгориш. Што и да ти е зацртано, ти не можеш нон-стоп да буткаш повеќе и повеќе. Можеш, ама во еден момент ќе заклучиш дека не треба. Значи мора свесно да си даваме себе си пауза, одмор, релаксација, без никакви критериуми, за да можеш после свеж да настапиш пак и да тераш. Па истата квази дилема ја имам и ја, оти како да има мал парадокс во самото дефинирање здрав маж е да се осеќаш целосен, дека си исполнет, дека во тие апстрактни три сфери што ги рековме, се осеќаш исполнет до некој левел, ама во исто време знаеш дека здрав маж е и некој што секогаш се стреми кон подобро. И тие се некако две ствари у конфликт. Од една страна, здрав маж е исто така некој што е исполнет веќе, целосен, се осеќа прилично реализиран, ама во исто време треба да има и дел од себе кој што осеќа не сум уште целиот пакет, има уште за работа. И се таа тензија некако на двете ствари. Тоа, за да го неутрализираме тој конфликт или парадокс, да го гледаме на циклуси. Овој период, што ти се целите, што сакаш да постигнеш. Па тогаш го правиш оноа смирувањето. Буткаш. И во еден момент ќе завршил кварталот и колку ти бил циклусот и ќе речеш, окей, сум успел 85 фантастични проценти. Дали е тоа задоволително? Е задоволително. Не е задоволително. Окей, следниот циклус ќе си ги променам целите, ќе почнам со нови сили, нова свежина, измеѓу тоа дај си мала паузичка, отприлика така некако. Значи ти го викаш конфликтот е ем треба да сум задоволен, ем требам да буткам. Буткај, биди си задоволен на некоја скала неколку, труди се да бидеш што повеќе, ама не се утепувај ако не успееш, и почни одново, и рециклирај, и почни одново, и така. За секогаш. Гордан, превише ми се свиѓа, фала ти Ептен, стварно, Милони. ако имаш нешто да додадеш Па не би имал, слободно, треба да бегам. тоа е тоа, фала ти уште еднаш. Помина Друже, на ќе аудицијата. се гледаме, заедно ќе се гледаме епизода. Ајде, фала Поздрав, ви, дечки, фала ти, за браќа. прашањата, се гледаме. Поздрав. Наредниот рандом гостин,
Што исто така не е рандом. За среќа и мое огромно задоволство, уште еден од моите најблиски другари, Мартин, таkozvani Мара, фала ти ептен што дое, стварно те поштуем. Си ја знаеш Фала. шемата Фала која на е, поканата. збориме за што е здрав маж. Може да почнам? Почињи. Секако. Па, здрав маж е се што кажа бацило пред мене, спротивно. Елаборирај малце. Не мора да не го допира и до толку Па микрофона. човекот сам иде на планина. Тоа е прав муж. Значи, Добар што е си, здрав добар. маж? Некој што има убави густи бркови, пример. Право. Може и тоа да биде. Под број 1, добро. Да. Иначе, извини Мартин, он е еден од првите, што не знам колку одамна, кога се спомна Мовембар кампања, што почна Си бркови ја да поштува? пушта. Да. Ама човекот Значи, е мислам- надарен. Мислам дека ова ми е 10 плюс година, може 2-13. Мислам дека прв пат во 2011 почнав. Не дека идев тоаш на прегледи, ама мислам дека ваква кампања некоја, што е, значи, преубава кампања, хумана. Кафана се гледа одма. У кафана дека бе синека и тоа. И мислам дека може секој буквално безусловно да ја поддржува. Убава кампања, супер. Пуштив бркови, реално на 30 години не ми требаше да идам по доктори, по превентивни прегледи. И си ја поддржував, ама сега веќе као 40. начекав 40. И уште не отиде. И не, почнав да идам превентивно. Значи, еве ако почнеме на темата, што е здрав маж, значи здрав маж е, да не филозофираме, едноставниот одговор е многу прост. Здрав маж е што се храни здраво, што има здрави навики, што спортува и што иде, значи, на доктор и кога треба и кога не треба, значи кога има симптоми и превентивно, особено со тек на години. Тоа би било без филозофирање едноставен одговор. Ама како тоа да го направиш, сега мора малку да изфилозофираш, Мора. така. Ако? Те молам. Значи, Те молам. Чекаме. пред се, мислам дека здравјето поаѓа од психата и од менталниот склоп на човекот. Нели викаат здраво тело, здрав дух, ама мислам дека и обратното важи. Здрав дух, здраво тело. Значи тие се као две неразделни работи, двонасечно функционираат. И мислам дека се додека имаш здрав дух, карактер, не знам, се дека си решителен, доследен, храбар, што се пред се особини на секој човек, ама особено кај машко, мислам дека треба да бидат поизразени. Дисциплиниран. Добро, тоа се спаѓа под решителност, под храброст, особено доследност. Значи, за мене машко е машко што си стои на збор. Браво. Кажуваш и по секоја цена. Значи, нема тука работа или човек или било што може да те предомисли. Кога ќе го кажеш зборот, треба тоа да биде збор. И од тука натака веќе се следува. Следува и дека ако ги имаш овие особини, дека ти не знам, ќе вежбаш кога мора. Значи не знам, ако треба да идеш да се прегледаш дали превентивно, дали не превентивно, ќе идеш, нема да се, не знам, да ти е срам од што ќе кажат другиве или било како. Мислам дека поише страф опраша и не е срам. Па и некоја Да не ми мислам најдат дека срам. да не ми квази најдат нешто, разбираш? мислам дека е да и страф, а и некои Што ќе одам, квази може ќе ми најдат нешто. разбираш? квази мачо Тоа баш. кај нас разбирање дека ако идеш, не знам, особено ако идеш преглед на простата, Готово. тие не се баш така пријатни. Така. Од искуство кажу. Да, мислам Беше бе стварно? да, и тоа пред 2 години. Па ти Да. си ептен Значи превентивно. на 30 години, на 38 години отидов. Ете така. Све окей. Се е окей, ама ете после толку години, нели, И што е славење советот на за понатака? кампањата. Па вака според мене до Еднаш годишно на 2 на 5 вака како е? според мене до 40 години мислам дека не мора да идеш на превентивни прегледи. А реално мислам дека полошо ќе ти направи ако да кажеме до 40 години Аха. некој нешто ти најде, нешто и ситно може да ти го најде и да ти направи психолошки притисок, значи многу полошо ќе ти направи тоа психолошко сознание од толку Така е, долго. имам и готово. Да, значи тоа може да е ситно. Значи стварно да е многу ситно што може никако не мора да третираш, едноставно треба ете така да живееш здрав живот.
А Некои значи, навики да се сменат да, и ќе а- се испеглат. едноставно до 40 години треба да си го слушаш телото. Значи, само симптоми, ако имаш, тогаш предпоставам дека се иде на преглед. Ама веќе над 40 се иде и превентивно на преглед, дури да немаш симптоми. Ама во секој случај мислам дека и има некои мали симптоми што ние некогаш ги игнорираме. А на колку време ќе советуваа да доаѓаш? Еднаш годишно се оди, на две? Па не е дека некој ме советува, едноставно Како ова е отида на како лекар? соберено значи не знам, школа од сите луѓе. Аха. И тоа е некој мој НЗС, значи едноставно повеќе и тоа е како некоја моја измислена граница. До 40 немаше да се замарам со превентивни прегледи со Уште сум таква млад. работа. Уште сум. Ама на 40 мислам дека веќе убаво. Мислам, реално гледано е, кога ќе земеш и спортистите веќе од 35 до 40 се пензионираат, значи Така. телото веќе не е у максимална форма. Веќе кога не е у максимална форма, треба и што повеќе да вежбаш. Ја реално почнав да вежбам прв пат у живот пред година и пол. Допред тоа сум играл само вако мало. И Ваков другар? тоа дека го повикав на подкаст. Највеќе ради Аплод Томе. со име и презиме, го повикав, го прозвав. И Мартин почна? да идеш на ATG и нема прекинато. Да, ме Браво. кодошеше нешто емисијата, не ми Мадафака, текна. нема прекинато. Браво. Да. Ја за момент сакам да те вратам на вредностите што ги наброа Преска, дека се согласувам скрос и ми се свиѓа што отиде таму, доследност, решителност и тие ствари. Прашањето ми е, од кај сметаш дека ги имаш тие in the first place? Genuine. Па, мислам сега, пак ако земеме едноставно да одговориме, тоа е како кај секој човек, имаш пред се некоја генетска конфигурација. Не, збориме, мислиш дека те воспитале така, мислиш И дека па ги тоа- наследуваш, да, мислиш значи, дека се Тоа Е. тоа тргнав натака, значи пред се генетска конфигурација и околината, така, значи као си не знам, мислам на мене нешто ми што сакаат. ми- Имаш фанови. да, Имаш фанови. значи генетска конфигурација, нели наследно не наследно нема врска и околината нели пред се првин семејството. Добро. Семејството, не знам, кај мачкото, таткото е како рол модел, како се вика тоа. И нели околината, другарите, значи Така да, и сега следствено е, ако тие вредности што се согласуваме сите се дел од здрав маж, прават еден здрав Да. маж, ако зависат од фактори како околина, а околината се менува, дали со тек на генерациите може имаш и забележано да полека се менуваат овие вредности и карактеристики и да не има ризик да се изгубат или да се сменат комплетно. знаеш како, значи околината може да те учи како треба и како не треба. Ама кој е тој што кажува како треба, како не треба? Па, ете, како што кажав, некати можеби генетската конфигурација е исто така битна ти како ќе го примиш влијанието од страна. Значи некој влијание ќе го утепа, ќе го спушти, некој може па ќе го измотивира, ќе го крене. Значи Сепак индивидуално. индивидуално, ма што значи тоа? Тоа е пак генетска конфигурација или талент, како што имавте една емисија за талент. И Значи- прати, браво. Па да, Прати како не. таа и цела изгледа. Замисли. Тоа е, мислам, Оти мојот став е, сепак имам некое чувство, некои од овие вредности, може не се губат, ама како да бледнеат, и бар мојата поента со овие напори е да подсеќаме народ дека не треба да ги забораваме, да не ги прифаќаме здрави за готови. Ако ги кажуваме дека се традиционални, нема они по дефолт да си се пренесуваат од генерација Да. генерација. Да. Некој мора да ги повтара, Мора да за ги да пренес. останат традиционални. И мислев да не имаш мислење и став за тоа, односно колку ти се трудиш да ги пренесуваш истите вредности и понатак. па се согласувам, да. Значи, за да тоа се почита да спроведува, треба ете така да го направиме како традиција. Значи, кај нас првин треба да се направи традиција уште од, не знам, од 6 години, уште од прво одделение да пред да се вежба, така. Ние физичко, јас се сеќам, Така е. не Молим лепо. скокавме физичко или не знам што правевме. Тоа треба да се направи
Значи секој знае, буквално многу работи секој ги знае, ама баш тоа треба да се повтара, треба тие што се да кажеме задолжени за некоја работа, ако е за не знам за спорт, тие што се у спортот, тие треба тоа да го прават или и наставници бе. Да. Значи Да го спроведат физичкото, а не да биде као Да. топка да кој сака. повторуваат, реално треба да се повторат, тоа што вика, да стане нешто традиција, може ти ко дете, ко тинејџер, ќе пркосиш на тоа, така секој тинејџер у тие години, сега Да, бе, знаеш, бунтовни се. секој мисли дека е број 1, дека е уникатен, ама со тек на време, значи тоа како ехо ќе му дојде после не знам колку години, ќе свати дека уствари така и на крај и он ќе го спроведува тоа и ќе гледа и на други веќе. Него ќе му се бунтуваат. Да, И и така ќе укруг. гледа и он тоа да го остави на други. Ама тоа е согласен така, треба ако може таа работа да се направи како традиција, така би било најубаво. Многу ми се свиѓа ова сега што го кажат, ќе му остане како ехо. И мислам дека е преубав начин да го завршиме нашето кратко разговорче. Што да правам, инспирирате, не знам. Мартин, фала ти Ептен, стварно Ептен, ти реков те поштуем, фала што дое. Фала, и Мартин. Ми направи Брат, мерак, фала. Ја такви работи не кажам, се гледа од мене. Така е, така. Сакам делата да зборат, не. Ја не се прав муж. заебам, нема, гледа колку е бренд амбасадор треба да биде за Треба. Movember, види го. И управо е. Од 30-та година исти е Брков, ваков е. Не, има мали варијации, ама тоа е тоа Од брк. учебник излезе. Мислам чисто брк, нема мало брадиче доле лево десно, чисто Само чисто брк, така е, кај што така кај што се вика Movember, не е Така е. така. Мара, фала Ептен, друже, you. се гледаме. Фала. Поздрав.